Значи сега првен да го слушнеме вашето име и презиме и да ми кажете, се разбира со моминското. Да, да. Која сте вие, каде учевте тоа? Јас сум Петровска Тодорка Моминско, учев во Трговскиот училишен центар. Во Велес, тука имаше Трговски училишен центар, јас кој настава одржуваше некој пати во економската школа, некој пати во Вркичкиот универзитет. Бевме 3 класа, бевме многу сложни, многу убаво се поминавме и тие денови не можеме да се ги заборавиме. За 10 години успеавме да се собереме некако, ама и сега тек за 50 години. Што ни се во градот, по продавниците што работевме ние, а горе-доле одржувавме, се гледавме од време на време. Ама што беа страно не сме ги виделе, а имаме уште многу случаи кои не се дојдени, кои не сме можеле да ги најдеме. Како ви е вечерва на 50 години од матура? Па да ти кажам, малце возбудено и радосно, бидејќи се гледаме нашите промени, како сме биле тогаш, како сме сега. До душа за ова, како да ти кажам, по табиото, или кој како сме биле весели, тоа си би сме се задржале сите, ама животот минало и малце промени на нас физички, вака. Малце сме остарени, изменети, али тоа. Да ми кажете, овдека сте колку? 3 класа. Каде овие луѓе беа продавачи и продавачки? Се сеќавате ли? Се сеќавам, имаше доста во Велес продавниците, во интернет продавниците, јас сум од центром, што имаше доста, на почетокот беше Импрес. И после центрот, ние кога почнавме да учиме 3 дена одевме на школа, а 3 дена одевме на практична настава. И сите тогаш бевме определени из градот по сите продавници. И на крајот школската година имавме полагање за практична настава и да комисија ни идеше од Скопје директно и наставата изпитите ги одржуваме директно на продавниците каде што работевме. Директно спрема муштери, како се однесуваш робата, како се поснала се. И така завршивме и многу сите си што скоро си останавме после истите работни места. Јас бев во Импрес, беше во тоа време. И таму ме оставија одма, само на 1 месец после школската година, јас одма ме примена. Останав исто така и многу мои колешки што се покажавме. Интерес, знаење, така да и долго време во градот беше генерацијата наша. Ние бевме сите многу служливи спрема муштериите. Ние толку ги почитувавме муштериите, што немаше шанса кај нас да не речеш повеле, добар ден, пријатно, изволте, да ви покажам во ако требаше кај нас цела продавница дека се растура, ние не се лутевме. Додека е голема разлика од денешни век што се занимаваат со трговија, се ние тоа што бевме. Што ќе им порачате на денешните ваши наследници, ајде, ако можеме така да ги наречеме? Доброто повеќе внимание кон муштериите, они живеат од муштериите, а не муштериите, ти можеш да го подржиш тој муштерија, за утре пак да ти се врати, пак да дојде, иначе ништо не си направило, џабе се. Ти благодарам и честита 50 годишница од матура. Фала многу и се најубаво, вас ви пожелувам.